Два дена сме сведоци на насилна полициска акција против афганистанците во Идумени. Уште еднаш, оние кои беа лишени од правото на слобода на движење, оние кои немаат право да бараат азил во Западна Европа, оние кои останаа жртви на бюрократијата од Европската Унија, мораше да останат во Грција. Беа отстранети од границата со Македонија. Целосно се расчисти граничната линија од афганистанците, но не по нивна волја. Беа принудени со автобуси да заминат во Атина и Солун, а каде таму ќе бидат сместени, за сега никој не знае. Вчера грчките медиуми пишуваа и дека тамошните кампови се веќе преполни. Сириците и иранците со денови чекаат на Идумени да се придвижат кон македонската граница. Има се уште многу народ во Грција. Со денови чекаме да влеземе во Македонија. Во Грција нема многу услови за нас. Полицијата е груба и не малтретира на секаков начин. Македонија ги отвори вратите за нас, но на Идумени има многу народ. Не може сите одеднаш да влеземе. Сите сакаат што поскоро да ја напуштат Грција. Ние сме овде многу луѓе. Единствено што сакаме е да заминеме за Германија или други европски земји. Не сакаме да се вратиме во Турција, каде што и планираат и грчките власти да не вратат. Ние оттаму заминавме. Единствено што сакаме да заминеме затоа што никој не објаснува што се случува со овие луѓе тука. Половина од децата овде веќе се болни. Доаѓаат топлите денови, а со нив сигурно и многу болести. Нема овдека ниту основни услови за живење, ниту доволно храна, ниту пак вода. Нема да се согласиме ниту да се сместиме во други кампови во Грција. Ке стоиме овдека заедно со семејството, се додека не се отворат границите и заминеме кон север. Покрај тоа, многу од оние бегалци кои имаат право на транзит се уште се во кампот на Идумени во голем број. Сега и тие се соочуваат со тешкоти да го продолжат своето патување. Македонија сега бара патни исправи, лични карти, кои многумина од нив и ги немаат. На овој начин, веќе земјите од рутата ќе ги користат истите податоци до крајната дестинација на бегалците. На влезот во Европа, преку Балканскиот коридор, бегалците стапнуваат на неевропска земја односно на македонско тло. А Македонија ја врши валканата работа на селекција, која треба да ја врши Грција. Во меѓувреме, Европската Унија може да претендира дека има чисти раце.